Градоначалник, добро дојдевте во Урбаните вести. Добро ви најдов, да ве поздравам, да ги поздравам гледачите на МТМ телевизија и секако дека еден посебен поздрав до граѓаните на општина Бутел. Во општина Бутел владее летна градежна експанзија, меѓутоа за тоа ќе проговориме малку подоцна. Најпрво би сакала да ве запрашам во врска со донесениот урбанистички план за нова индустријска зона Расадник. Колку локации ќе има и има ли интерес од потенцијални инвеститори? Па добро, јас на предпоследната седница, значи беше донесен урбанистичкиот план за новата индустријска зона Расадник. Навистина упорноста се исплатува, како што велат и постарите. Ние веќе 3 години работиме и сакаме да дадеме свој придонес за еден побрз стопански развој на општината Бутел. Сметаме дека искуството кое што го имаме со индустријската зона Визбегово ние добре дојдено за да размислуваме што понатака. Податокот дека во индустријската зона Визбегово имаме негдека 1514 вработени граѓани, дали се тоа од општина Бутел, тоа се граѓани на Република Македонија, секогаш кај мене како градоначалник постоеше еден нагон како и на кој начин да успееме да отвориме нова индустријска зона, се со единствена цел да дадеме свој придонес како локална самоуправа во залагањето не само на владата како централна власт, туку и ние како локална власт да го решаваме еден проблем, најгорчливиот проблем би рекол, а тоа е проблемот со невработеноста. Така, се работи ли и на трета индустријска зона? Ете, индустријската зона Расадник, заборав уште да напоменам дека тоа се наоѓа кога размислуваме дали тука ќе побуди интерес за ова индустријска зона, секако тргнуваме од некои показатели. Пресе во непосредна близина обиколницата граничи со индустријската зона Расадник. Потоа, тука имаме од областта на инфраструктурата со многу малку инвестиции да ја оспособиме индустријската зона и со водовод, и со фекална канализација, и сообраќајната поврзаност ни представува и текако еден предуслов и услов за појавување на интерес. Сакам да кажам дека во новата индустријска зона Расадник имаме 95 локации. Не значи дека тоа локации се, од кои што негдека мислам околу 25 се на земјиште на Република Македонија. Сите тие локации, значи веќе ние од идната недела ќе почнеме да ги расчистуваме и да ги дадеме на лицитација. Она што е многу битно за стопанствениците, кога слушнаа дека локациите или градежните парцели се движат со површина од 650 до 3000 метри квадратни, секако дека интересот за домашните, јас би рекол, пред се намената ни во моментот за домашните инвеститори ова, да почнат да градат. Мислам дека од првите јавувања кои што се нема да има никаков проблем за еден почеток на новата индустријска зона. Така. Мислам дека доволно кажавме. Дали ќе има трета индустријска зона, само да кажеме? Само да кажам дека во непосредна близина, само на границата помеѓу индустријската зона Расадник и планот што го подготвуваме за новата индустријска зона Љуботенски пат, која што ќе се протега на 75 хектари, за разлика Расадник се протега на 18,4 хектари, ова ќе биде 3 пати поголема. Мислам дека таму ќе имаме веќе сосема истата намената ќе биде во оваа прилика би сакал да кажам и за граѓаните и за гледачите дека и за луѓето кои што живеат во непосредна близина дека тоа ќе бидат комерцијални дејности, дека тоа ќе бидат производствени капацитети, дека тоа ќе бидат објекти од незагадувачката индустрија. Сметам дека многу водиме рачун и за еколошката средина да си ја зачуваме онака како што на Бутел и доликува. Така. Кога ќе се навлезе во општина Бутел, може да се забележи дека насекаде има некои градежни активности. Летниот период беше доста работен. Ке ни кажете ли имени на нашите гледачи, верувам дека ги интересира, на што конкретно се работи? Ете, старите велат дека како со малку пари да се направат многу работи. Јас сепак сум малце поискусен. И сметам дека градежната експанзија на територијата на општина Бутел максимално се користи овој летен период. Мислам дека општината Бутел претворена е во едно минимало градилиште, каде што во сите населени места подеднакво, значи не форсираме едно место каде што се да ги завршиме сите работи, а другите да не бидат запоставени. Меѓутоа мислам дека секогаш кога тргнуваме да ги работите да ги правиме, през се во зимскиот период подготвителните работи ни се многу битни. Ги разработуваме проектите, потоа ги класифицираме кои се битни, а хитни кои што мора да се решат работи во летниот период и мислам дека денеска посебно неколку пункта
се лоцирани, детектирани каде што се вршат активностите. Пред се мора да се искористи летната сезона за кога учениците се на одмор да извршиме една санација на училиштата за да бидат на 1 септември подготвени учениците безгрижно да си дојдат во своите училишта. Мислам дека тоа го направиме, затоа и 2014 и 2015 година прогласени се години на образованието во општина Бутел. Не оти јас потекнувам во образованието, меѓутоа мислам дека после 40 години и повеќе се гради едно од најголемите училишта, тоа е училиштето Живко Брековски. Првата фаза е завршена, значи од темел до кров, започнуваме сега втората фаза, негде на 1 септември ќе биде отворен тендерот и мислам обезбедени се средства и мислам дека да се надеваме дека во предвидениот рок со динамиката која што сме ја предвиделе ќе успееме училиштето да го пуштиме во употреба, ако успееме негдека до полугодието ќе биде успех, меѓутоа секако дека тоа училиште ќе биде едно од помодерните училишта. Направени се активности во училиштето Лиман Каба, значи и тоа беше последното училиште каде што тоалетите беа надвор, сега се направени нови тоалети во склоп на училишната зграда и мислам дека таму извршена е исто така и менување на прозори. Исто така во училиштето Пенко се врши една целосна санација, фарбање, кречење и правење на уште една нова училница, како и направен е проект за фасада, за целост, за фасадирање на училиштето Пенко. Исто така, се надеваме дека висо во предвидениот рок ќе направиме една целосна реконструкција на посебниот дел во склоп на училиштето Климент Охридски, каде што се одржува целодневна настава, со менување на кров, тоалети нови, со целосна изолација направена и мислам дека тие се побитни вака во образованието во моментот, затоа што минатата година работеме на училиштето и предминатата Панајот Гиновски, потоа во училиштето во населеното место Љубанци, така да мислам дека училиштата на 1 септември ќе бидат во една полна кондиција, подготвени да ги пречекат учениците. Затоа родителите да бидат безгрижни дека градоначалникот сепак и локалната самоуправа водат рачун во тој дел да си ги завршиме работите на време. Така, во општина Бутел има изградба на фекална канализација на 2 крака од улицата Бутелска. Околу тоа малку повеќе? Ете, јас кога за градоначалник кога станав, видов дека територијата на општина Бутел на Бисчина беше во една катастрофална состојба во однос на фекалната канализација, во однос на атмосферската, и да не зборуваме. Тоа и не постои на територијата на општината Бутел. Меѓутоа мислам дека иако некој ме убедува дека не треба да градам само под земја, бидејќи тоа е невидливо, дека резултатите нема да ги ценат граѓаните, јас напротив сметав дека како приоритет за зачување на животната средина, пред се за да граѓаните имаат навистина услови полека и оние што заслужуваат како граѓани на територијата на новата општина Бутел, тргнаме смело и храбро во изградба на фекална канализација. 46 километри направени се фекална канализација на територијата на општина Бутел. Замислете која е таа бројка од 46 километри. Дали сегдека е завршена фекалната канализација? Може би остана уште едно 5 до 10% каде што не ни е завршена. Меѓутоа не значи дека таму не сакаме или не правиме напори. Има негдека, например во едно населено место имаме каде што имотно-правните односи се кочница за да можеме успешно да го реализираме проектот. И за жал успеваме така со убедување со граѓаните да тоа го решиме. После долго години во населеното место Расадник фекалната канализација на улица 5 и на улица 3 овие денови се одвива, ја правиме на вистина по сите стандарди, каде што за наредните, јас би рекол како што бе вчера на лице место, за наредните 50 години граѓаните и да дојде до зголемување на населението, ова фекална канализација ќе биде во употреба. Сите средства во однос на овој дел се обезбедени од општината, од буџетот на општината Бутел. Ние имаме голем проблем со улицата Хошимин, каде што на неколку незини краци, сега да ги набројувам, граѓаните едноставно стрепеа после поројните дождови. Ми беше драго и навистина се чувствував горд и поносен кога пред некој ден завршиме 2 крака на фекална канализација на училиштето Хошимин, кои што беа најлоши, во најлоша состојба, каде што од мали поројни дождови се собираше водата и им легуваше на граѓаните. Ми беше драго кој што санацијата која што направиме, граѓаните дојдоа да изразат една голема благодарност и просто не верува
Јас сум таков и познат меѓу граѓаните, ако нешто ветим, тешко ветувам, меѓутоа ако нешто ветам, навистина стојам до ветениот збор, бидејќи сакам, јас секојдневно се движам на територијата на општина Бутел, се сретнувам со луѓето, не сум градоначалник кој што се затворил во својата канцеларија и само по телефони ги врши работите, напротив, потребите на граѓаните кога ќе излезеш на лице место се сосема поинакви, така да мислам дека во тој дел ќе продолжиме и понатака заеднички да ги решаваме проблемите. Ние во областта на инфраструктурата имаме големи зафати кои што ќе продолжиме во областта на изградба на улиците, поставување на нов асфалт, поставување на нови тротоари. Еве, например, овие денови решаваме еден голем проблем кој што граѓаните на населеното место Љуботински пат се соочуваа да нивните деца не смеат да излезат, не можат да излезат на улица, бидејќи навистина тоа е една улица, фреквентна улица, малку и специфична улицата направена, која што ги поврзува Бутел со населеното место Радичани, со населеното место село Љуботин и навистина има фреквенција на трактори, на камиони, на возила. Овој почнаме и се надевам дека за 10 дена ќе завршиме тука еден убав дел каде што безбедноста и на возачите, меѓутоа и безбедноста и на учениците, и на граѓаните, и на оние кои што сакат да се прошетат, ќе биде се гради тротоар во должина од околу скоро 1 километар со ширина од 1,20 до 1,40 во зависност како ќе ги решиме имотно-правните односи, се стават нови коловози, меѓутоа она што е многу битно. Значи, градејќи го тротоарот, новиот тротоар, улицата ја прошируваме за пола метар. Значи, со самото тоа ќе имаме непречено движење и разменување на возилата на овој дел од улицата кој ги поврзува Бутел со населеното место Љуботин. Така, градоначалникот Латиновски не заборава и на најмладите, има изградба на 4 забавни детски игралишта. Не, да ве поправам, не се 4 забавни детски игралишта, туку се повеќе. Видете, јас убаво е кога ќе се вети на граѓаните нешто. Меѓутоа, чувството кога ветеното се остварува па уште е поголемо и секако задоволството кога ќе се реализира проектот, а ќе го користат граѓаните. Навистина е големо. Јас ветив дека покрај грижата за повозрасните, кога зборувам за повозрасните, сметам за и дадов ветување дека ќе настојувам во овој мандат да отворам пензионерски клубови кои ќе бидат на некој начин и места каде што граѓаните, не само пензионерите, туку ќе им служат и како местни заедници, ќе им служат како место каде што граѓаните ќе се собираат. Ние во неколку населени места отвориме пензионерски клубови за повозрасните. Дури изградиме пензионерски клуб во населеното место Љуботински пат од сопствени средства, каде што сега продолжуваме овие денови да отвориме уште 2 пензионерски клубови, тоа ќе биде во населеното место Бутел и во населеното место Населба Радишани. Со тоа на некој начин 90% од територијата на општина Бутел ја покривме, каде што граѓаните ќе имат можност каде да се дружат, да го поминуваат своето време, меѓутоа и да си дискутираат за проблеми кои што ги мачат во нивните населени места. Така. Грижата за младите останува и така посебно за најмладите. Наедно ние со владата на Република Македонија, со Агенцијата за млади и спорт се отворија неколку игралишта на територијата во фаза изградба на уште едно повеќе наменско игралиште во населеното место Бутел 2. Пред 2 месеца пуштиме во употреба повеќе наменско игралиште во населеното место Бутел. Физкултурна сала сега треба овие денови исто така да се пушти во населеното место Љубанци. Меѓутоа, во сите населени места настојувам да отворам мини детски игралишта со многу реквизити, како што се љулашки, клацкалки, топогани, вртелачки и така натаму. Отвараме сега неколку, изградиме неколку и тоа во населеното место Бутел, во близу до училиштето Кемал Јака, отвориме до ново детско игралиште во населеното место Живко Брајковски, близу до училиштето Живко Брајковски, отвориме во населеното место Ферит Бајрам, значи близу тука до Црвени брегови, како се нарекува исто така тој дел, отвориме во населеното место Жегроес, денеска веќе се гради во населеното место Расадник и не останува да изградиме во населеното место Горна зона во село Радишани. Меѓутоа, исто така, имаме некоја си донација и така сакаме ние да дадеме придонес да направиме и во населеното место Љубанци. Меѓутоа, она што сакам да истакнем и ги замолувам и граѓаните, овие детски игралишта се за деца до 2-3 години да дојдат родителите, да дојдат бабите, дедовците, бијќи навистина таму имаме и урбана опрема, клупи поставени, каде што ќе можат корпи, каде што ќе можат да го поминуваат своето време. Меѓутоа, за жал, се случува нешто каде што ми се жалат граѓаните да доаѓат повозрасни после 12 часот и доаѓа до
уништување на овие нова урбана опрема. Жалосно е, средства ние вложуваме, а ние не можеме деноноќно да ги чуваме тие игралишта и упатувам апел до сите граѓани да дадат свој придонес и намената на овие детски мини забавни парчиња да им служат на најмладите, да не да им служат на возрастните, да после 12 часот ги уништуваат. Тоа се пари сепак на граѓаните и мислам дека граѓаните и најмладите заслужуваат тоа да го правиме. Тоа да го сочуваме. Верувајте, културата се создава уште од најмали нозе. Затоа и како градоначелник, бидејќи сум бил долго години во образованието, сакам да дадам свој придонес токму во воспитно-образовниот процес, почнувајќи од најмалата возраст преку градинките до училиштата, да дадеме сите свој придонес, да создаваме генерации со кои што ќе се гордееме. Така, верувам дека апелот ќе стигне до оние кои што ги уништуваат тие мини детски игралишта. Градоначалник, јас ви благодарам за денешното гостување во Урбаните вести и се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно во нив со нови активности. И јас ви благодарам, ги поздравуваме и граѓаните на општина Бутел и да им кажам дека продолжуваме она што сум го ветил од првиот до последниот ден од својот мандат, ќе дадам се од себе да направам, да реализирам проекти со кои што сите ќе бидеме среќни и задоволни. Секогаш може повеќе, тоа можам да кажам дека. Така, ви благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму со Урбаните вести.